Почитувани присутни, денеска во знак на незадоволство повторно независна синдикална државна администрација, каде што функционира и независен синдикат на судска служба, организираме протест со кој што ги изразуваме нашите незадоволства во делот на начинот и постапките за делење на одредени додатоци само на одреден орган. Имено, незадоволството не е само во судскиот систем, незадоволството има и незадоволство има и во другите органи. Актуелно е царината, управата за јавни приходи, затворскиот систем и така натаму. Во рамките на синдикатот, во постапка сте уште неколку протести да направиме и за другите служби. Ние како независен синдикат на судска служба учествуваме и во предлог измени закони за судска служба. Воедно овој период на неколку наврати комунициране и имаме состаноци со председателот на судскиот совет, каде што му кажане потребите за брзо и навремено регулирање на додатоците на плата согласно правилник за додатоци на плата. Но бидејќи во рамките на судскиот совет немаме слух, ние моравме да повторно да се организираме во рамките како овој протест, што ќе следи и понатаму доколку не се уважат нашите барања. Нашите барања се адекватно зголемување на платата спрема трошоците на живот, но овој период имаме покачување на плата за 30% во делот на дел од Министерството за финансии. Дел од Министерството за финансии. Незадоволството е големо, не само во судскиот систем, туку и пошироко. За таа работа, во таа насока, колешката Јасмина Величкова ќе ве доинформира за текот и постапките што ќе следат и причините за овој и други протести што ќе следат. Ви благодарам. Почитувани медиуми, сакам да ве известам дека денес се собравме на протест од сите судови низ цела Македонија. Сме тука и низ други судови во Македонија има протести во врска со незадоволството, огромното незадоволство на судската служба и судската администрација од судскиот буџетски совет и од Министерство за финансии, кои немаат слух за нашите барања и нивната индиферентност за непостапување по додатокот од минимум 25%. Ние како судска служба бевме на состанок минатата недела кај председателот на судскиот совет. Тој ни вети дека ќе има додатоци, меѓутоа истиот ден изгласа додатоци за неговата служба за судската служба на судскиот совет, за судскиот совет и за Академија на суди, а за нас само 5% и уште немаме одлука ни за тие 5%. Тоа е понижувачки, бидејќи судскиот буџетски совет се полни од наши средства, а не од вработените во судскиот совет, така да нема никаква логика 25% на неговите вработени, а на нас 5% на сите судови вработени во судовите низ Македонија. Верувајте дека сме на маргините, службениците во судовите работат освен прва смена и по 2 смени попладне, по 2 работни места за да опхранат семејства, да платат плати. Доставувачите немаат легитимации, немаат торби, а одат во различни места да доставуваат пресуди, упатни акти, затворски казни. Значи, немаат слух ни судскиот совет, ваков судски совет не знам дали треба да постои, а министерот за финансии исто треба да се запраша како на неговите вработени покачи плати, а на судскиот вработените во судската служба нема слух ни да не прими, а камоли да ни покачи плати. Ние бараме плати, покачување на плата во 30%, исто како кај Министерството за финансии, и бараме нашите додатоци кои ни беа исплаќани се до изгласување на 78% на функционерите, кога им беше изгласено, до тогаш ни беа плаќани додатоците. Од тој месец повеќе немаме додатоци. Од наши средства се двои за функционерите. Многу срамно. Срамно е за цела држава. Благодарам.
Денеска сме собрани тука пред основниот граѓански суд на предупредувачки протест кој го организираа синдикатот на УПС Издружение на судска администрација. Со нас се излезени колегите од скопските судови, иако има присутни сите колеги од другите судови, како и колегите од јавните обвинителства. Причината за што сме тука излезени е баш онаа народна македонска поговорка: кадијат те тужи, кадијат те суди. Со одлука на Уставниот суд, судиите сами на себе, на сите други суди, на обвинителите, како на останатите функционери се ги покачија платите за 78%. Иако во Законот за судска служба, во Законот за јавно обвинителска служба, работените имаат право на додатоци на плата за висок ризик, за доверливост, за посебни работни услови, овој додаток не се исплаќа и не се исплаќа од единствена причина ни во судовите, ни во обвинителствата, само за да се исплатат платите на судиите и на обвинителите. Со години наназад предупредуваме и велиме само една работа: не ги зголемувајте платите на судиите и на обвинителите без да ги зголемите платите на вработените. Со години наназад штрajкуваме и протестираме во судовите и во обвинителствата и со години наназад не разбираат. Не може за едни мајка, а за други маќа. Трпението на овие луѓе позади нас е при крај. И тие додатоци, како што ги кажав, што ги имаме, веќе ги немаме. Ова е, како што кажав, предупредување. Доколку во најбрз временски рок не се решат овие проблеми, не се решат платите и не се решат додатоците, овие луѓе позади нас, а и колегите од државната управа се спремни да не престанат со работа од септември. Благодарам. Овде сме присутни повторно да го изразиме нашиот револт од незголемувањето на платите, како и од неисплаќањето на додатоците. Сакам да кажам дека судската администрација е незадоволна и нивниот револт се гледа од денешното присуство. Незадоволна од тоа што платите се зголемуваат само на функционерите на судската администрација, тоа не се прави. Исто така не сме задоволни од тоа што Судскиот буџетски совет донесе одлука во која што ги укина додатоците на плата за судската администрација, а посебно сакам да изразам незадоволство од последната одлука на Судскиот буџетски совет, со која што донесе побара од Министерството за финансии да му се пренамена средства за во висина од 5% за додатоци за судската служба. Прашувам, доколку со правилник, со закон е утврдено дека судската служба има право на додатоци до 35% за ризик при работа, за прекувремена работа, за доверливост, што од овие услови судските службеници не исполнуваат, па Судскиот буџетски совет носи одлука само за 5%. Секоја од овие категории, доверливост, ризик при работа и прекувремена работа, како и зголемена обемна работа, носи посебни проценти кои што заедно вкупно изнесува 35%. Тие бараат за нас само 5%. Што е она што судската служба во изминатиот период не го исполнува? Не се ли доверливи доволно, не работаат ли доволно, дали немаат ризик при својата работа кога работаат и со предмети во кои што има и криминал, со разбойништво и така натаму. Од тие причини сакам да упатам една порака дека ние нема да се откажиме од нашите барања и овај протест покажува дека е помасовен од претходниот, а следниот ќе биде сигурно поригорозен и помасовен. Благодарам.